Масло за јадење може да купите, ама ограничено. Власта најде привремен рецепт за хаосот во маркетите. Остава трговците сами да одлучуваат за продажбата, но ако не се воведе ред, во вторник ќе се реагира со конкретни рестрикции. Понизат убедување од надлежните дека храна ќе има и дека има доволно количини кај производителите, оправдувањето за ваквата мерка од Бектеши е дека се носела поради зголемената потрошувачка и да се спречела сивата економија. Согласно Законот за трговија, ние пративме вчера известување до сите трговци на мало, односно маркетите главном, за да продават ограничено, имајќи ги во предвид нивните политики, се со цел да не се наруши пазарот и непотребно да не се купува, а тоа да може после да се злоупотреби од страна на помали трговци. Затоа просечно во нашата држава потрошувачката на зејтин е околу 3-4 литри максимум за домаќинство. Сликата по маркетите со денови е иста. Празни рафтови на местото каде вообичаено стои маслото за јадење. Граѓаните збунети велат на што ќе се ограничува продажбата кога масло и воопшто нема. Па зејтин нема никаде, како ќе ограничува. Барем до сега нема, на телевизија кажуваат магазините полни. Ни во Стокомак, ни во Кам нема. Тоа е. Нема, овдека мисле дека нема никаде зејтин. Па ја мислам дека нема некој, не знам од кои причини е така. Веројатно поголема потрошувачка во периодов и така. А инаку како што разбрав дека соодветно доставуваат, значи производителите го имаат. Дел од производителите велат оти нивните магазини се полни со залихи, но никој не им го купува маслото откако беа донесени мерките за намалување на маржата и 0% ДДВ на основните продукти. Полни се и стоковите резерви, но досега никој не испратил барање за отворање на истите. Најновото ограничување, кое се очекува да го стабилизира пазарот, ќе важи до 31 мај. Доколку трговците пак забележат прекршување на мерката, треба да пријават до Државниот пазарен инспекторат.